Шефот на австриската дипломатија и председавач со ОПСЕ Себастијан Курц денеска пристигна во Македонија. Првата посета ја оствари на југоистокот. Заедно со министерот Поповски ја посетија котата 59 на македонско-грчката граница. Во итната медицинска помош во здравствениот дом во Радовиш за време на викенд се прават и по 200 прегледи дневно. Оттаму апелираат за поголема свесност на граѓаните, за да не дојде до ситуација да нема екипа тогаш кога најмногу е потребно. Поречиси 40 години објектот на противпожарната единица на Валандово се реконструира со нови прозорци и врати, нов систем за парно грејење и нова подна подлога. Инвестицијата е на локалната самоуправа. Добро вечер. Го следите централното издание на Дневникот на Телеканал А1. Започнуваме веднаш. ВМРО ДПМН го освои речиси истиот број на гласови како и во 2014 година, што покажува кристална победа како и пред 3 години, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервју на ТВ Нова. Тој вели дека победата на последните парламентарни избори е последица на многу работа, а народот тоа повторно го препозна, но победата воопшто не била лесна со оглед на тоа што на овие избори им претходеа многу обструкции со цел да се влошат позициите на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН на овие избори практично ги освои речиси истиот број на гласови од она што го освои во 2014-та. Тоа покажува дека сме имале кристално чиста победа во 2014. Затоа што тогаш после изборите се збореше дека победата не била чиста, дека сме ги заплашувале гласачите, дека сме вршиле притисок преку администрација или не знам како се не друго. Се сеќавате потоа СДСМ излезе од парламентот со такви објаснувања. Немаше никакви релевантни докази за тоа, меѓутоа тие го користеа тоа, го зборуваа, по 100 пати кога ќе го повторат. Некои луѓе кои што не можат да проверат дали било тоа така или не, почнуваат и да веруваат. На овие избори, иако сите викаме дека беа чисти, дека беа демократски, фер и така натаму, сепак претходеше една година и повеќе на сериозно влијание од надвор во правец да се влошат позициите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и да се подобрат позициите на СДСМ. Тоа беше видливо, мислам секој граѓанин го виде во изминатите година-две, дека одредени фактори од надвор се правеа да му помогнат на СДСМ. Медиумите спонзорирани од Сорос и неговата отворено општество тука во Македонија и сите оние нивна мрежа на институции што ја изградија, имаа задача во минатите 2-3 години да не оцрнат, да не направат такви какви што не сме помеѓу во очите на албанците во Македонија. Да не направат националисти што го мрзат албанскиот народ, практично шовинисти, да не направат дека сме практично нешто што е закана за албанците, и дека се што правиме во против албанците, а дека тој што со нас коалицира, тој всушност е наш сојузник против албанците за да го доведат во непријатна ситуација нашиот коалиционен партнер. Целото интервју на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе може да го проследите веднаш по завршувањето на овој дневник на Телеканал А1. А ние продолжуваме понатаму. Ако СДСМ формира влада, нема да биде испочитувана волјата на граѓаните и тоа ќе предизвика сериозни проблеми. Кризата нема да се реши, туку дополнително ќе се продлабочи, веле председателот на ГРОМ и градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Овие избори покажаа дека и претходните избори 2014 година нема манипулација во изборите, односно дека коалицијата за подобра Македонија ги освои готово скоро истите гласови. Целото ова мачење на граѓаните на Република Македонија од цели овие 2 и кусур години, како и владеачката коалиција, целиот овој циркус што се направи со наводниот неточен избирачки список, како и, не знам, окторираните медиуми, сето тоа што се направи, очигледно се виде дека немало влијание врз бројот на гласовите што ги добива владеачката коалиција. И тоа значи дека овие избори се чисти како кристал и дека по сето ова што го завршивме,
коалицијата за подобра Македонија и со еден глас повеќе, а не со еден пратеник повеќе, значи со еден глас повеќе да победеше, ние требаше да пружиме рака, што значи дека целиот циркус што е правен е неоправдано направен и да продолжиме нормално да функционира Македонија, бидејќи е воспоставен принцип побарање на најголемата албанска партија, како и за посредство на меѓународниот фактор во Република Македонија, да партијата која што ќе освои најмногу пратеници во македонскиот блок, да прави коалиција со партијата која што ќе освои најмногу гласови во албанскиот блок, бидејќи претходно имавме случај да традиционален партнер, барем во изминатите два изборни циклуса, да биде ДПА на ВМРО-ДПМНЕ, а не ДУИ кој што земаше најголем број на гласови и нормално тој принцип значи се почитува ова значи обид за нарушување на тој принцип кој ќе не внесе во нова опасност како држава и како граѓани во нова нестабилност, што значи дека во моментите кога оваа коалиција за подобра Македонија начело со ВМРО-ДПМНЕ ќе освои над 61 пратеник, тогаш има легитимно право да не зема ниту една албанска партија во влада или пак да бира со која албанска партија ќе прави коалиција. Србите, турците, ромите и останатите етнички заедници во Македонија сметаат дека платформата на албанците е класично рушење на рамковниот договор, со тоа и на уставот на државата. Тие сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ со одбивањето на платформата на албанците и воведувањето на двојазичност на цела територија на државата застанале во одбрана на другите етнички заедници кои живеат во државата. Најостро се спротивставуваме на ова платформа, бидејќи со ова платформа се задира директно во сршта на Уставот на Република Македонија. Со други зборови, Македонија треба да биде држава само на македонците и албанците, а сите останати Срби, Роми, Турци, Власи, Бошњаци и да не ги набројувам другите, да бидеме трнати од преамбулата на Уставот на Република Македонија. Со оглед на фактот што платформата исклучува се однесува за припадниците на втората по бројност заедница во Република Македонија и задира во унитарниот карактер на државата. Демократската партија на турците на Македонија смета дека со ова останатите помало бројни заедници се ставаат во подредена положение. Поради штрајк на грчките земјоделци, граничниот преминев зони се уште е затворен за сообраќај. Од утре во и од Грција ќе можат да се пропуштаат цистерни со нафта и нафтени деривати само преку Меджитлија. Дотогаш цистерните во Грција преку овој премин ќе може да влегуваат само празни, а нафтата да ја носат во земјава преку Бугарија. Дој рани останува затворен за нафта и нафтени деривати. По низата реакција од Македонија се огласи Европската комисија. Оттаму велат дека ќе ја следеле состојбата со македонските граници. Поради блокадите, штети трпи не само македонското стопанство и транспорт, туку и економијата во регионот. Помош за одблокада на границата вчера побараа македонските транспортери и градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов. Во неговиот допис се наведува дека е многу чудно што блокадите се само на македонска страна, а не и на другите гранични премини со другите земји. Тој побара што е можно побрзо отворање на преминот зони и од железници стравуваа дека може повторно да се соочат со блокада на преминот кај домени. Тоа би предизвикало хаос и кај предпријатието и во целото стопанство. Грчките земјоделци продолжуваат со протестите. Тие не успеа да постигнат договор со владата. Поради зголемените даноци, цената на горивата и социјалните придонеси, грчките земјоделци се 11 дена на блокади. За сега кажувам дека се одвива без никакви проблеми железничкиот превоз за товарен сообраќај на железничката линија Гевгелија Домени. Се надевам дека таа информација е точна, затоа што возовите нормално одат. Сигурно дека ако евентуално се случи таква нешто, некоја работа во поглед на прекинот на железничката линија, тоа значи една целосна блокада на Македонија, на македонско стопанство, значи не само на македонски железници. Тоа значи повторно ќе влеземе во еден хаос, повторно ќе влеземе во една тешка ситуација. Остануваме во Гевгелија. Министрите за надворешни работи на Република Македонија и Република Австрија во посета на граничниот премин К-59. Тие се запознаа со представниците на мешаниот полициски состав кој патролира долж граничната линија и со состојбата на овој граничен премин кој беше актуелен за време на мигрантската криза. Колешката Гонца известува од таму.
Денешната посета на министрите за надворешни работи на Република Македонија и Република Австрија, Никола Поповски и Себастијан Курц на граничниот премин К-59 беше искористена за запознавање со моменталната состојба на граничниот премин, за обидите за нелегални преминувања, но и за успешните акции на мешаниот полициски состав во спречувањето на криумчарењето. Македонија даде особен и максимален придонес за сузбивање на илегалната миграција, а во соработка со припадниците на австриската полиција се заштитија границите со соседна Грција, истакна министерот Поповски. Најнапред би истакнал дека Македонија изигра клучна улога во задржување на Шенген договорот преку спречување на нелегалната миграција која ја достигна својата кулминација точно тука, на границата помеѓу Грција и Македонија. Веројатно соработката која стваривме со повеќе земји членки, вклучително и Австрија, беше оној момент кој овозможи и на Грција да ги заштити на подобар начин своите граници. Втората работа која е најзначајна веројатно во оваа приказна е дека тука ја видовме и најлошото искуство од аспект на соработка помеѓу двете држави, но и најдоброто искуство кое денес покажа дека со соработката помеѓу Грција и Македонија успеавме да ја направиме Грција помалку атрактивна и успеавме да спречиме неконтролиран бран на нелегална миграција кој поминуваше преку Балканот. Овдека се прекршија работите и тука мислам дека го решивме најглавниот проблем за зачувување на Шенген договорот, односно слободното патување на граѓаните помеѓу земјите од Европската унија. Ако до пред скоро година дена граничниот појас беше мета на мигранти и бегалци, сега неистиот сведочи мирна слика, но и понатаму голем број на полициски службеници. Министрите при посетата се упатија до местата кои се сметаат за критични точки за влез на илегални мигранти, а ја посетија и караулата Богородица на македонско-грчката граница. Државниот инспекторат за земјоделство редовно го контролира откупот на тутун во земјава со цел да се увери дали компаниите ги почитуваат законските услови за откуп. Годинава цената за откуп достигна до 190 денари и досега се откупени над 20 милиони тони тутун. Откупот на тутун тече и се одвива во најдобар ред. Во текот на целиот процес на откупување на тутунот, Државниот инспекторат за земјоделство прави контрола кај сите откупни компании, со цел да се утврди дали ги имаат исполнето законските услови за откуп. Иако поради ниските температури кои ја зафатија земјава се намали динамиката на откупување, сепак таа состојба беше надмината. Според Цветан Трипуновски, директор на Државниот инспекторат за земјоделство, досега се откупени повеќе од 20 милиони и 500 илјади килограми тутун по просечна цена од 195,50 денари од килограм. И до сега немаме проблеми со во текот на откупот. Заклучно до вчера се откупени повеќе од 20 милиони и 500 илјади килограми тутун со просечна цена од 195,50 денари по килограм. Меѓутоа ние и понатака ќе го следиме целиот процес на откупување тутун до последниот килограм додека не се откупи. Да речеме пред 2 недели просечната цена беше 192 денари, денес гледаме дека е 195,50, тоа значи дека можеби до крајот на откупот ќе имаме и многу поголема достигната цена. Трипуновски потенцираше дека минатата година во Македонија беше произведен квалитетен тутун, што имаше влијание врз овогодинешната цена, но врз големувањето на цената влијаеше и конкурентноста помеѓу откупните предпријатија. Тоа пак од друга страна, како што истакна Трипуновски, ќе овозможи да се привлечат и странски компании, а привлекувањето на странски компании за откуп на тутун е приоритет на владата. Една од активностите на Министерството на владата на Република Македонија во овој дел е привлекување на нови компании кои што ќе почнат со откуп на тутун Република Македонија, бидејќи во една таква конкуренција ќе имаме постигнување на поголема цена, значи еден надпревар помеѓу компаниите и нормално од друга страна ќе значи загарантиран откуп на тоа што е произведено. Знаете дека минатата година влезе една нова компанија во Македонија, грчката компанија Секе, која што оваа година има сериозни договорени количини за откуп на тутун. Според него, државата и натаму се труди да привлече што повеќе странски компании за откуп на тутун. За разлика од минатата година, оваа година има и благо покачување на првата и втората класа на тутун.
По речиси 40 години објектот на противпожарната единица на Валандово се реконструира со нови прозорци и врати, систем за парно грејење, како и нова подна подлога, инвестицијата е на општината. Објектот на противпожарната единица на Валандово на почетокот од годинава дуби нови ПВЦ прозорци и врати, систем за парно грејење и нова подна подлога во сите простории. Обновата на објектот, во кој, како што велат вработените, не се изведени поголеми реконструкции уште од неговата изградба, е направена со средства од општината. При крајот на месец декември 2016 година и во 2017 година изградена е нова гража за 3 противпожарни возила, мала гража за едно теренско возило, джип, изградена е ново полско ВЦ, простор за поставување на печката за парно грејење и магазин за пелети. Сите овие работи се изградени благодарение на градоначалникот кој има големо разбирање за нашата единица. Инаку во изградбата на објектот кој е подигнат во 1981 година, користени се старите врати и прозорци од собранието на општина Валандово, што покажува дека пожарната добива нова столарија дури по повеќе од 30 години. Во објектот, освен тоа, променети се и нови алумински врати и прозорци, поставено е парно грејење во целиот објект и гаражата, поставен е ламинат во канцелариите и внатрешните ѕидови се поминати со готов малтер. Противпожарната единица во Валандово постои од истата година кога е изграден и објектот. До 1992 година единицата функционира како СИЗ за противпожарна заштита, а потоа до 2005 година за нив е надлежно Министерството за внатрешни работи. Од тогаш па наваму, единицата е под локалната самоуправа, а денес брои 10 луѓе, поточно 1 командир и 9 пожарникари. Во итната медицинска помош во здравствениот дом во Радовиш за време на викендот се прават и по 200 прегледи дневно. Оттаму апелираат за поголема свесност на граѓаните за да не дојде до ситуација да нема екипа тогаш кога најмногу е потребна. Радовишани во викенд ја преполнуваат ординацијата на итната медицинска помош. Здравствените власти велат дека за време на викендот лекарите прават до 200 прегледи во тек на 24 часа. Иако зимава поминала релативно мирно без поголем број скршеници или сообраќајни несреќи, сепак докторите имале полни раце работа. Граѓаните оваа година беа посовесни, немаше толку голем број на сообраќајни незгоди, толку многу трауми. Дали вие како медиуми ги известувавте дека треба да внимаваат, постарите луѓе се седеа дома и мора да признаем и тоа дека екстремно ниските температури си го донесува своето да има во итната медицинска помош преку викендот матичните лекари на работа да има по 150 до 200 прегледи во 24 часа. И сега се поставува прашање дали тоа итна медицинска помош или експлозитира на приватните здравствени установи нови или пружат итна медицинска помош. Итната медицинска помош од Радовиш располага со 5 возила. Потешкоти има со лекарските тимови, зашто дел од лекарите заминале во странство. Радовишката итна помош обслужува околу 30.000 граѓани. Па имавме 5 екипи, имаме и толку возила. Мислам дека имаме најдобро опремени возила во целиот југоистични регион. Една докторка замина во Германија на работа, сега работиме со 4 екипи, со 4 доктори на медицина. Тешко ќе биде да организираме одмор. Имаме доктори на повеќе во стална приправност, но се случува да одат во придружба и кога ќе дојде доктор до приправност, пак да не можеме да одговориме на потребите на граѓаните. За жал морам да го спомнам и ова, матичните лекари по Закон за работни односи работат и така, и тие двократно, и тие се оптеретени. Не работат еднократно, фондот за здравство донесе такви правила, преку викендот не работат и замислите 30.000 народ, општина Комчи и општина Радовиш, да биде само на една екипа доктор на медицина и медицинска сестра и акушерките, 2 медицински сестри, доктор во време на викаме во приправност. И замислете 30.000 луѓе кога би доаѓале за банални причини, како би тие одговориле во исти момент кога би имале 3 полици за домашни пости. Еден човек може би да биде на 3 места во исто време. Затоа повторно апелирам, граѓаните да не одат за се и се што,
во службата за хитна медицинска помош, иако докторите имат право дури на тоа што не е случај да им наплаќаат на приватно. Тоа многу ретко се случува. Според директорот на здравствениот дом, во моментов загрижува напуштањето на лекарската позиција за нова во странство, што го поврзува со од една страна макотрпната работа, а од друга пониските месечни примања. Истовремено апелира до граѓаните на поголемо почитување на кујкниот ред на итната помош, за да се одржат условите за квалитетна здравствена услуга во секој момент. Утрово по повод празникот на Мајка Божија Лурдска и денот на болните кој инаку се слави на 11 февруари, скопскиот бискуп Киро Стојанов во катедралата Успение на Пресвета Богородица во Струмица ја предводеше светата архиерејска литургија. Пренесуваме дел од неа. Во продолжение да видиме што е најново во светот и регионот. Во САД се уапсени стотици имигранти од најмалку 6 држави кои што не поседувале никаков документ за идентификација ниту за престој. Меѓу нив најмалку 150 лица се осудувани за кривични дела. Оваа операција е спроведена во Атланта, Чикаго, Лос Анџелес и Њујорк, како спроведување на наредбата на Трамп за справување со илегалните имигранти. Според неофицијални проценки, во САД нелегално престојуваат околу 11 милиони лица. Во времето на поранешниот претседател Барак Обама, ваквите акции се спроведувале само за лица кои што претходно биле осудувани, како и оние по кои се водат потерници за извршени злосторства. Бројот на китови што се насукаа на плажа во Нов Зеланд се зголемил за уште 240, јави BBC. Предходно во саботата доброволци вратија во водата околу 100 од близу 400 кита што се насукаа на брегот во четвртокот. Живиот синџир од доброволци кои влегле до врат во водата не успеа да спречи исфрлање на нов бран од овие морски животни. Според BBC ова е едно од најпогубните случувања во историјата на Нов Зеланд. Голем дел од вкупно 400 китови кои првично се најдоа насукани на брегот угинаа и покрај обидите на доброволците и медицинските лица да ги спасат. Спасувачите се надеваат дека новите насукани китови успешно ќе бидат вратени во морето при следната плима која се очекува денеска. Радиацијата во нуклеарниот реактор во Фукушима е на највисоко ниво од катастрофата што се случи во 2011 година, поради што мораше да биде повлечен роботот што беше испратен да изврши прелиминарно чистење. Роботот беше убиен по 2 часа работа, 2 камери се затемнија, а се слушна и врева. Се тоа знаци на екстремно високо ниво на радиација, соопшти токиската компанија за електрична енергија ТЕПКО. Се претпоставува дека роботот бил изложен на радиација од 450 сиверти на час. Ако човек влезеше во реакторот, тој ќе починеше истиот момент. Се уште не е познато дали ТЕПКО ќе испрати нов робот. Официјалната статистика потврдува дека поради политички, социјални, економски и лични причини за 6 години повеќе од 38.000 граѓани се откажале од косовското државјанство. Податокот се однесува на периодот од 2009 до јануари 2017 година. Откако ќе се откажат од косовското државјанство, тие најчесто стануваат германци или австријци. Наспроти оние кои се откажале од косовското државјанство, во исто време него го примиле 1412 косовци, турци, како и лица државјани на друга земја, каде се дозволува двојно државјанство. Познатиот аналитичар Рамуш Тахири оценува дека постојаниот раст на граѓаните на Косово кои се откажуваат од државјанството е поради социјалните околности, бидејќи, како што вели тој, луѓето немаат бенефит од ова државјанство. Ова беше последната информација за овој дневник. Останете и понатаму со програмата на телеканал А1. Во продолжение ќе може да го погледнете интервјуто на претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дадено за телевизија Нова. Од мене пријатно.